На седница на влада донесена е одлука за дополнителна субвенција за лозарите. Станува збор за обезбедување на дополнителни 3 милиони евра за субвенции за откуп на грозје. Ова синоќа пред присутните на митингот на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во Кавадарци го најави председателот на партијата Никола Груевски. Ваквата одлука уследила како резултат на лошите состојби со кои се соочувале лозарите. Веднаш по формирањето на нова влада ќе издаде додатни субвенции за лозарите. Бидејќи во овој период со закон не е дозволено да се исплаќаат дополнителни субвенции, реализацијата ќе биде веднаш по формирањето на нова влада и тоа за оние што имаат до 0,5 хектари, значи до половина хектар, додатно ќе добијат 20.000 денари, од 0,5 до 1 хектар плюс 15.000 денари и од оние што имаат над 1 хектар 10.000, од 1 хектар до 5 хектари плюс 10.000 денари. Значи додатни субвенции покрај 40.000 денари по хектар, додатни субвенции заради очигледните потешкоти со кои се соочуваат лозарите, а најмногу ги има во Кавадарци, во Неготино, во овој регион. Груевски во Кавадарци ги најави и другите проекти кои ќе ги реализира ВМРО ДПМН, а се однесуваат за Кавадарци и се дел од програмата Реално. Ветуваме изградба и реконструкција на регионалниот пат Неготино-Кавадарци во вредност од 1 милион евра за темелна реконструкција на патот Неготино-Кавадарци. Исто така за патот Росоман-Кавадарци реконструкција во вредност од 600.000 евра. Значи два пата, две темелни реконструкции. Вадење на стариот асфалт, ставање на нов, на одредени места ако има потреба проширување и правење на добри можности за патување. Ветуваме реконструкција на локалните патишта од Сопот до Рибарци во должина од 5 км и 200 метри и од Долна до Горна Бошава во должина од 900 метри. Ке набавиме нова, најсовремена медицинска опрема за општата болница и изврстениот дом во Кавадарци. Ветуваме набавка на нов апарат за компјутерска томографија, од која потреба имаат повеќе од 500 пациенти од овој регион годишно. Дополнително за овие две установи ќе набавиме вкупно нови 58 нови апарати медицински во вредност од 860.000 евра. Ветуваме довршување на градбата на спортските сали во основните училишта Тодор Хаджитефов и Страшо Пинчо. Ќе отпочнеме со градба на магистрален гасовод Неготино-Кавадарци Битола во должина од 92 км, преку кој природниот газ ќе стигне и до овие градови. Ќе изградиме и опремиме детска градинка во општина Кавадарци во 2017 година со капацитет за околу 200 деца. Ќе го реконструираме вториот кат во ученичкиот дом Крсте Мисирков, санитариите во основното училиште Тошо Велков Пепето, а ќе изградиме и едно повеќенаменско игралиште, 3 единични баскет игралишта и нов скейт парк. Не ги забораваме ниту руралните подречја, па така предвидовме комплетна реконструкција на старото училиште во населеното место Марена. Ветуваме изградба на пречистителна станица. Груевски на митингот изнесе и бројни критики на адреса на неговиот политички опонент, лидерот на опозицијата Зоран Заев, како што рече, граѓаните требало да одлучат на овие важни избори дали сакале двојазичност или просперитет на државата. Ако гласа за СДСМ, истовремено гласаш и за насилство, безредие, деструкција и продолжување на кризата. Гласаш за виткање на кичмата на државата. Гласаш за редефинирање на Македонија на полошо. Од друга страна, она што ние го нудиме е реална програма и наш проверен концепт за изградба, проверки и решавање на проблемите, правење на проверки на секој проблем и решавање на секој проблем што може да се реши. На митингот беа представени кандидатите за пратеници од Кавадарци Панчо Минов и Весна Пемова. Минов рече дека ќе се залага за подобрување на условите во лозарството, ќе ги застапувал интересите на лозарите, но и на сите граѓани од Тиквешијата. Тоа што ме многу напаѓа, го сваќам само за еден комплимент. Тоа го прават за тоа што ги страх.
за тоа што е многу погодена работа меѓу коалицијата ГРОМ и ВМРО ДПМН. Нема да има закон или програма за развој у парламентот, а да не ги застапувам интересите на кавадарци и теквешијата. Вие ме познавате мене. Нема кај мене чутанката и само гласи. Мојата канцеларија ќе профункционираме како служба на граѓаните и фирмите од кавадарци за застапување и заедно со вас во влада, во министерство, во јавни институции и секаде кај што треба, и тоа на кавдаречки начин. Да се знае. Главните цели ми се да обезбедам заедно со коалицијата за подобра Македонија поорганизиран и посигурен откуп на земјоделските производи, посебно на гројзето, и да обезбедиме гаранции откупувачите винари на време да го исплаќаат откупеното гројзе. Со напади кон опозицијата за воведување на двојазичност пред кавадарчани се осврнаа и Минов и Пемова. Пемова говореше за проектите за кавадарци кои ќе се реализирале во новиот мандат, што го бараат од граѓаните. На господинот Груевски му должиме многу. Кавадарци го направи град со кој повторно се гордееме. Во споредба со другите градови во Македонија, Кавадарци има најголем извоз, најголем бруто производ по жител и најмал процент на невработеност, еднаков со просекот на Европската Унија. Од 9200 невработени во 2006 година, денес имаме 3700, од кои само 2100 активно бараат работа, но истовремено Кавадарци увезува околу 2500 работници од соседните општини. Успеавме да го решиме и вториот најголем проблем за кавадарчани – водоснабдувањето. Во изминатите години кај нас изградивме многу патишта, спортски сали, ги реновиравме сите училишта и остваривме многу други проекти кои ви се добро познати. Сега, со новата изборна програма, меѓу другото е предвидено гасовод Штип-Кавадарци-Битола, експресен пат Градско-Росоман-Дреново-Прилеп, реконструкција и изградба на повеќе локални патишта, систем за наводнување во Бегниште, Ресава, Дреново, Смилица, Раштани и Белград, 2 нови градинки, 2 спортски сали, нови 58 апарати во болницата и здравствениот дом во вредност од 870.000 евра. На митингот во Кавадарци своје обраќање имаа Шабан Салиу од Демократските сили на ромите, Страшо Ангеловски од МААК и Стефчо Јакимовски од ГРОМ. Сите искажаа задоволство од соработката со ВМРО ДПМН и побараа поддршка за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН.